освртам? Не. За кон тебе. Како? Чекај. Кажи, Лјупчо, ако сме спремни. Чекај. Знаеш, така ги тегнато. Може и така, може и така. Не знаеш, Добро. сега овдека имаш травче од страната. Така се, како изгледа се тоа да земна камера? Добро е така? Ајде, почнемо. Добар ден. Добар ден, почитувани слушатели на 103,3 Мак ФМ радио. Ние одиме во живо денес, бидејќи имаме еден наш активиста, гостин кој е тука во Перт од Мелбурн. Односно, станува збор за господин Отицо Најдовски Перин, кој е исто така водител на програмата Три пати Z во Мелбурн и долгогодишен активист. Мислам по втор пат сте тука во Перт и односно гостин во Мак ФМ радио. Добре дојдовте, Ицо. Како сте? Даме добар ден на вас во студиото и на Лупчо од другата страна. Добар ден и добар ден на вашите радиослушатели овде во Перт. Да, точно е, јас дека сум по втор пат во ова студио и навистина ми е особена чест да поразговараме за македонските работи, она што се случува во Македонија и па македонската заедница во Австралија, па и македонците во соседните држави во светот најверојатно. Исто така една голема благодарност до оние слушатели кои не гледаат во живо преку Facebook. Да, им благодариме. Им благодариме. До сите оние во Перт кои не слушаат во живо на програмата на Мак ФМ. Исто така ќе имате прилика, доколку не можете до крај да следите нашето интервју, бидејќи беше договорено во последен момент, ќе имате прилика да слушате реприза, односно во наредните денови ќе пуштиме снимка од ова интервју неколку пати, а исто така ќе се обидеме и аудио снимка на YouTube да ставиме за нашите следбеници на Facebook да можат реприза да видат на ова, да слушнат на програма. За почеток, само сакам да напоменам дека многу македонци тука во Перт ве познаваат вас, Ицо, но има и многу кои не ве знаат. Има и такви кои го слушнале вашето име, но знаат многу малку за вас. Затоа да почнеме со една лична биографија за вас, ако може. Добро, би можело да кажам нешто, меѓутоа најтешко е, знаете, кога се зборува за себе си. Обично другите зборуваат, нели? Роден сум во село Птичари, Битолско, во Австралија дојдов 1985 година. Бев заинтересиран за македонските настани овде во Австралија, така брзо се вклучив во македонската заедница уште во 86-та и 7 година. 87 година веќе бев заменик председател на Свети Илија општината во Мелбурн, потоа ги сретнав, односно имав желба се среќавам со активисти во тоа време кои ја граделе македонската заедница овде во Австралија, а исто така желбата голема ми беше да го научам англискиот јазик, па многу силно се трудев да го научам. Се запишав, завршив Bachelor of Arts, после завршив Honors Degree, па Graduate Diploma in Secondary Education, магистрирав на Викторија универзитетот, напишав неколку научни трудови, докторирав, така би било накратко за мене. Пред некоја година ми се докториравте во Скопје, дали беше тоа преку Универзитетот Свети Кирил и Методи? Да, на Институтот за национална историја, тоа беше 2014 година. Браво, навистина големо достигнување, ви честитам. Благодарам. Инаку темата е Македонско-Австралиски народен сојуз, кој не бил досега истражуван овде во Австралија, па и во Македонија. И навистина беше едно добро дело спрема критичарите во Република Македонија, па и овде, затоа што се одбележа активноста на старите, на
првите македонци кои се основоположници на македонската заедница, а особено тоа станува збор за македонците од егејскиот дел на Македонија овде во Перт, затоа што во 46-та година се формира Македонски народен сојуз во Перт, тогаш излезе од печат и првиот број на Македонска искра. Основоположници се Кирил Ангелков, Мик Велјовски, сега живее, уште е жив, 94 години мислам дека е. Ако не се лажам, тој беше првиот вестник во Австралија, Првиот македонски. Да, Македонска искра беше 45-та или 8-ма? 46-та. 46-та. На 11 октомври излезе вестникот. Во Перт, не? Во Перт излезе и првата радиостаница исто така беше во Перт, Македонска радиостаница 46-та година. Водител беше Мик Велјовски, а пак вестникот го уредуваа Стојан Србинов и Ило Малков. Ило Малков, веројатно вие не ги... Премногу сум млад да знам, но... Млад, меѓутоа овде слушателите во Мелбурн, особено македонците од Костур и Костурско, Лерин, Воден и Драма Кавала, сигурно ги знаат овие активисти. Има и други, Капинков беше еден од, тука е мислам син му Драги Капинков. Да, го знам, Драги. Да. Поздрав до Драган Капинков, да колку слуша. Има многу да не ги споменувам сега, затоа што ќе пропуштам некои и ќе дојдеме да ги изоставиме. Значи, темелите на македонска заедница во Австралија се поставени од македонци кои се од Костур, Воден, од Лерин, уште во 1936-37 година. И првото друштво е тука регистрирано, се викаше Единство, првиот фудбалски клуб исто така е тука регистриран. Првите пикници се направија во Перт, овде во Австралија. Да. Иницијатива имаше, јас сакам еве да спомнам до нашите слушатели дека иницијатива имаше за собирање на финансиски средства да се изгради болница во Битола. Тогаш беше во тек војната во Македонија, во егејскиот дел на Македонија, 46-49 која заврше. И Кирил Ангелков беше избран како секретар на Македонскиот народен сојуз и тој 6 месеци патуваше до низ градовите низ Австралија. Се формираа и комитети за собирање пари за изградба на болницата. Се собраа околу 10.000 фунти или лири, не знам што билоше тогаш во тоа време, спрема интервјуата што ги фунти, мислам. И тие пари ги однесе Мик Велјовски, ги однесе тие пари во Македонија, но за жал сакам да кажам дека парите не се однесоа на право место, не се изграде болница во Скопје, туку се изграде државната болница во Скопје, а требаше да биде во Битола. Целта беше за да се лечат ранетите партизани македонци кои војуваа против монархо-фашистите на Грција. Британците исто така тогаш беа вклучени и американците. Таа беше целта и помошта. Значи голема заслуга имаат нашите македонци од Костур и Костурско, Лерин, Леринско, од Калјарско, од Воденско, од Драма, Кавала и после тоа дојдоа македонците од Битола, Охрид и Прилеп и така натаму. Значи основоположници на македонската заедница во Австралија се македонците од егејскиот дел на Македонија. И мислам, поправете ме доколку грешам, првите што дошле биле од Костурско и Леринско. Да, заради односот на Метаксас, режимот на Метаксас, еден збор, ако се кажеше на македонски, се вадеше едно око или се сечеше јазикот. На македонците им беше забрането да зборуваат на македонски, им беше забрането да плачат на македонски на гробовите. Дури јас према интервјуата што ги имав, дури и на магарето не смеа чукш да му речат. Ако беше тоа на македонски, и на магарето требаше на грчки да му се каже, да ги учат и магарињата на грчки. Значи толку беа репресирани, обесправени македонците во Грција во тоа време и мораа да побегнат. И тие активисти најдоа за солниште и добро место овде во Австралија за да се почне со македонскиот идентитет, македонската заедница, јазик, култура, традиција, обичаи и затоа се формира тој сојуз, затоа се формира
весникот се почна се печати, затоа почна и радиото. Мислам дека се викаше 3 кај Y или Y, така се викаше 3 кај Y радиото и ги кажав и првите луѓе кои учествуваа во тоа. Благодарам, Мицо. Навистина имаме богата историја на првите доселеници македонци во Австралија. И за ова можеме и посебна емисија да водиме. Би било доста интересно, па и научно, онака, од историски аспект, поволно за нашата заедница во Австралија, повеќе да научиме за тоа како настанала заедницата, односно со првите дошлаци тука во Австралија по потекло од Македонија. Сметам дека треба да им оддадеме почит на првите македонци кои дојдоа во Австралија, бидејќи тие се сршта на она што потоа стана силна македонска заедница во Австралија, која изгради своји клубови, цркви и така натаму. Но бидејќи на кратко го организиравме ова интервју, значи до сите наши слушатели само да напоменам, јас немам ниту едно прашање за вас запишано, значи ова ќе го водиме повеќе како разговор него интервју и ќе оставиме на разговорот да видиме во кои теми ќе навлегуваме, но сметам дека најбитно ќе биде да се сконцентрираме на случувањата во Република Македонија и како прво затоа сакам баш да ве прашам. Знам дека бевте пред известно време во Република Македонија, имавте и добро и лошо искуство. Исто така го гледам вашето видео кај што ги снимавте знамињата на ерболите во Западна Македонија. И за тоа ќе ве прашам дали бевте распрашан или приведен од полицијата, и за тоа ќе ве прашам, имавте и интервју на Канал 5 на Само вистина емисијата. На Алфа телевизија, на Алфа, на 24. Не го следев тоа на Алфа, на Алфа мислам не го следев, на Канал 5 го следев. 24 часа. И на 24 имавте, така? Да, и телевизија Сонце 2 интервјуа. Значи имавте навистина доста добар ангажман таму, но видов и на какви новинари наидувавте, кои имаа малку разбирање за вашите ставови, но ајде да почнеме од почеток. Зошто појдовте во Македонија ова година, која беше првичната цел? Знаете вие дека македонската заедница се организираше целосно овде во Австралија. Ние сите разлики ги ставивме настрана, поединци, здруженија, организации и така натаму, и на 4 март нели имавме демонстрации во Мелбурн, Сиднеј, Камбера, овде во Перт имаше и во Бризбен имаше. Тоа беше една порака до македонскиот народ во Република Македонија за подкрепа да не се попушта и да се смени името на нашата татковина Македонија и нашето име како македонски народ. Но за жал во она предавничка влада, квинслишка влада на Зоран Заев, ние не наидовме на разбирање. Нашите пораки што ги испративме од овде од 300-350 илјади македонци од Австралија во Македонија како да беа фрлени во една корпа за ѓубре, но нашата порака и нашиот ангажман беше прифатен од македонскиот народ. И Зоран Заев, злосторникот, спрема мене е голем злосторник, затоа што е на работ да разнебити Македонија како држава, и Зоран Заев, за оние што знаат, е донесен спрема законите на Николо Макијавели, кои тие влади макијавелски влади се како онаа влада на Зоран Заев, тие се рушат што е пред нив, а на народот им презентираат и кажуваат дека е успешно нештото и дека така треба да биде. Меѓутоа, не може, како што реков на една телевизија, да постои човек ако нема сенка. Ако тебе тие нема сенката, значи ти не си исправен. Ако нас него нема името македонски народ, и во она што се случува сега, јас не знам и јас од каде да почнам, дали од преамбулата, дали од Тиранската платформа, дали од Бугарскиот договор, дали од Преспанскиот договор, или сега ова што се прават последните обиди да не натераат заедно со овие
Зоран Заев и 80-те разбойници, јас така ги викам, да не натераат сами во историјата на светот да се само укиниме, да не бидеме македонци и нашата држава да не биде Македонија, за која што тие немаат никакво право, ниту имаат мандат, па ниту пак заклетвата ја зедоа да менуваат име на држава или на народот. Тие дојдоа на власт, нели да го подобрат животот од она што беше во времето на Никола Груевски, да се подобри требаше правото, да се подобри требаше здравството, образованието, земјоделието, туризмот, но што видовме ние, за година и пол овој човек не направи ништо освен да го смени името и да на државата и да не го смени името на нас како македонски народ и да не доведе во состојба ние да бидеме на исто ниво со ромите и со власите, да бидеме едно племе кое нема сопствена држава, а ние спрема сите права, спрема сите меѓународни закони и во Уставот на Република Македонија, македонскиот народ е носител на државотворноста на Република Македонија, бидејќи тие се изборија со помош и на другите, меѓутоа главнината во Втората светска војна беше македонскиот народ, партизаните. Партизаните беа кои се изборија и на 2 август 1944 година во манастирот Прокручински се воспостави македонската држава. И со кое право денес овој човек ја менува Македонија? Со кое право тој го бриши Асном од преамбулата? Со кое право тој се откажува од македонците од Егејскиот дел на Македонија, од Пиринскиот дел на Македонија, македонците во Албанија, македонците во Србија и македонците во иселеништвото? Кој него му даде право? Нека си дај таму оставка, дженем нека фати ако не може да ја води државата. Сметам дека не е ова, се согласувам тотално со вас, но јас лани едно 6 месеци водев емисија тука на МАК ФМ со мојот колега Трајче Трајковски, која нарекував непокор. Емисијата започна околу времето кога се случија тие настани во собранието на 27 април, значи се уште не беше дојде на власт Социјалдемократски сојуз, албанските коалициони партнери и предупредувавме за ова што следи. Во тој момент имаше голема заблуда кај огромен дел од населението. Јас бев нарекуван војник на ВМРО, иако јас никогаш не сум бил член на ВМРО ДПМН. Јас сум во Австралија од мало дете. Не сум член на ниту една партија во Македонија, но секогаш сум ги застапувал интересите на македонизмот. И од моја страна секогаш сум истакнувал дека доколку имало криминал во некоја влада, без разлика дали таа е влада на ВМРО, ДПМН или Социјалдемократски сојуз, тие треба да си одговараат. Но тоа е одделно прашање од ова што се случуваше во Македонија со тие така наречени бомби. Значи, уште во тоа време, јас имав информации, па и вие имавте и голем дел активисти македонци од диаспората, сметам дека не има повеќе од 100-200 кои сме активисти од диаспората од цел свет, македонци. Македонци патриоти имат стотици илјади, но активисти кои одблиску ја следат ситуацијата сме мал број за жал. Предупредував уште тогаш. Вие не мора да осакате Никола Груевски, но кога изборот гледате од една страна, дека имате човек како Никола Груевски кој на економско поле имаше резултати, од национален аспект го штитеше македонизмот, можете да му замерите за друго и да не го сакате, но од друга страна ви имате човек кој јасно беше уште од почеток дека Зоран Заев е инсталација на странски служби, да не ги набројувам кои се, бидејќи во медиумите ниту во Австралија нема тотална слобода да кажуваме се што сакаме, но ги знаеме кои се тие странски служби. Задачата беше дека доколку Заев дојде на власт, ќе го смени името на Република Македонија. Јас тие информации ги имав уште на почетокот од 2015 година, немаше ниту мал сомнеш кај мене. Јас знае 100% дека името ќе се смени ако дојде Заев на власт. За жал, не доволно македонци поверуваа во тоа, имаше
оние кои не го сакат Груевски вика тој е криминалец ова она и сега ние за Инајд ќе гласаме за Заев. Значи јас како што кажав, ако има криминал, тоа е одделен случај, судовите нека се расправат со тоа. Од националните интереси. Но за националните интереси, за среќа или несреќа, ние имаме избор помеѓу Груевски и Заев. И сега, Заев сепак ги изгуби тие избори. Ги изгуби изборите и дојде на власт. Значи, тоа се зацементира. Јас не знам какви експерти има во Македонија, гледам политиколози, новинари, политичари кои до пред 4 месеци велеа не може името се смени. Мене ми беше тоа многу смешно. Тоа беше јасно уште пред 4-5 години дека Зоран Заев се Зоран Заев ќе го смени. Своите деца ги кладе, ги колнеше, фамилијата си ја колнеше дека нема да го смени. Тоа беше политички спин, но ние кои ги Добро, разбираме политички тие... се, меѓутоа ти да се колниш за фамилијата, на собствените деца, за родителите и да кажува дека нема да се смени името, нема да се черпни уставот, нема македонец кој може тоа да го направи. Еве еден пример само да кажам дека нели излезе со предлогот Илинденска Македонија. И кога му наредија другиот ден дека не е Илинденска Македонија, не има одговара на грците, тој рече друг ќе биде предлогот. Значи човекот до таму е дојден што напишаното овде ако му е, ние интервјуто го водиме без прашање, како без разговор. концепција, да. Ако него не му напишат тој да прочита, одма ќе сгреши. Да, точно. Одма ќе сгреши, капитални грешки прави во самите негови изјави и мора да го коригираат медиуми или некои други личности. Еве првата грешка му беше и капитална грешка, за жал на наша македонска жалост, тој нели изјаве во Охрид, особено кај вас, бидејќи вие и двајцата со Лјупшо сте од Охрид и Охридско, во Охрид изјаве дека Илинденското востание е македонско. Бугарите одма му рекоа дека не е македонско и да се извини. Нели тој се извини? Тоа е пораз на македонскиот народ. Тој ако нема страм како човек или како премиер, меѓутоа ние за нас е понижувањето големо, за македонскиот народ, за македонците. Јас сепак не ги напаѓам оние кои му поверуваа во тој момент, бидејќи имаше таква машинерија, таква пропаганда, таков спин позади него, таква сила, што вие треба да се бавите со политика 24 часа на ден, за стварно до некаде да имате идеја кој ја кажува вистината, кој не. И сепак не може да се предвиди, но покрај сето тоа, само да напоменам дека јас лично знаев што ќе се случи ако дојде Заев на власт, бидејќи имав и информации од мои соработници, пријатели кои имаат пристап до дипломати. Ево еден пример ќе ви дадам, значи ова не е ни во медиум објавено. Еден пријател мој ми кажа со сигурност дека во 2011 или 2012 година, нема да ја именувам по име, но една дама од Америка која за малку не стана председател, му доставила писмо на Никола Груевски со предлог, пишало само Северна Македонија. И тој го одбил. Од тој момент кога тој го одбил, тие завршиле со Никола Груевски. Најдоа човек кој ќе го прифати сето тоа. Но да не навлегуваме многу во назад, сакам само да ве прашам на што наидовте вие кога бевте во Република Македонија сега ова лето? Па види, желбата моја беше, нели сите се организиравме од иселеништвото да помогнеме во Република Македонија за референдумот да биде неуспешен, да нема она што го правеше Зоран Заев. Народот сака НАТО, сака Европска Унија. За наша среќа, македонскиот народ направи на 30 септември едно македонско востание, големо македонско востание и убаво големо не за Зоран Заев и за неговата предавничка влада. И ДИК, Државната изборна комисија, и кажаја дека референдумот не е успешен, дека имаше излезено с 36,7, така нешто, а во 5 часот јас бев во хотелот Континентал. Последната изјава што ја дадовме за јавноста, тогаш нашата група беше излезеноста некаде околу 17%. Значи за 2 сати се наполна кутии или се пишуваа бројки, не знам како тоа се прави, тие знаат што го прават. И од 16-17% се крена бројката на 36%.
но сепак беше пораз за нив и, како ја што реков на телевизија, требаше после референдумот тие да си дадат оставка, бидејќи гласачите во изборните единици им го свртија грбот на нивните пратеници, избраници, нели? Тие се пратени во собранието да ја извршуваат да ги извршуваат барањата на оние кои ги пратиле таму. Меѓутоа, од македонскиот народ никој не ги прате нив да го менуваат името, никој не ги прате нив да го сменат името на државата и уставот, но тоа, како што рече претходно, се прави со логистичка подкрепа, медиумска подкрепа на западните сили. Тука нема што да криеме, смешани се западните сили. Во Македонија тогаш продефилираат како на Корсо од Меркел до не знам кој, да го убедуваат македонскиот народ. Меѓутоа, јас сепак ќе кажам дека свесен е македонскиот народ што му се случува, застанаат цврсто, кажаа не, меѓутоа еве што се направи после на тој црн петок, кога се случи тој инцидент со мене со полицијата пред собранието. Јас не знаев дека тие внатре биле собрани и Камчевска, и Муковски, и не знам кој, и овај и онај, да се убедуваат да се соберат 80 пратеници. А вие бевте надвор? Јас пред парламент. Јас случајно Во тој момент. Случајно, виде, ние знаевме дека ќе има гласање, така? Дека ќе се гласа и знаевме ние дека немаат 80 пратеници, дека ќе се оди на нови избори. Со новите избори паѓаше во вода Преспанскиот договор и немаше шанса да се менува името, затоа што политичката структура во Македонија ќе се сменеше. Немаше да биде вака како што е сега, ако се одеше на изборите. И после ќе се потурнеше и датумот, нели, името треба се смени до крајот на месец јануари. Сите овие работи треба се направат сега во декември и во јануари. Од позади од собранието одев јас некај паркот Жена во Скопје и гледам тешки полициски возила, хермелини, наоружани до заби. И баш така отидов до нив блиско и ги прашав, му викам што тука, и вика така ни наредија. И јас нормално не очекував така силно полициско опкружување на собранието. Особено не на ручек, затоа што никој ништо не знаевме што се случува. А тоа внатре во собранието биле сите напикани овие од затвор дојсени, и Муковски, и Арнаудов или Велјановски, кои се тие? Василевски и ова Камчевска и тие сите. Да, сите тие биле напикани во собранието и нив ги штителе стотици беа полицајци. Се вртам од десната страна од собранието од позади, гледам група полицајци од 6-7. Потаму на 10 метра пак 6-7. Едни со посветла униформа, други со темна сина униформа, други во вака цивили, детективи. Ојдов пред собранието, поминав, немаше ништо, немаше полиција пред собрание да го штити собранието. Од преку улица беше Ана Бубинкова, секој што демонстрираат секој ден, знаеш за тоа. Да. И продолжив понатаму, нели има уште една улица од другата страна кај собранието. И гледам пак полиција, 10 души група, 10 души група таму наоружани. Го извадов мобилниот телефон, реков ајде да снимам, да кажам дека необично е на ручек собранието, Народното собрание на Македонија да биде под окава полициска обсада. Заштита. Зошто токава, и кога ги кажав тие зборови вака на Фейсбукот лайв, кога ги кажав тие зборови, и наједнаш истрчаја кај мене неколку полицајци, ме фатија, ми ги свиткаа рацете, ми го зедаа телефонот, па ме тргнаа настрана таму, зошто сум снимал. Јас му реков, зошто да не снимам? Вика, не смеш спрема законот да снимаш. Јас му викам, никаде нема знак овде дека не смеам да снимам или да не смеам да одам покрај собрание. Еве овие луѓе овде сите се движат нормално. Ако ние не смееме овде да го снимаме или да го сликаме собранието, тоа е наше, народно е. Да.
Вие требаше да застанете и да ни кажете овде немате право да одите, продолжете натаму. Тогаш ќе беше се во ред. Меѓутоа, јас не видов некаков показател дека нешто не смеам да правам. Значи, ми вели го прекраше законот, ми ги избришаја видијата, ми ги избришаја сликите што ги имав и понатаму продолжија да ме испитуваат со зборовите дека ме знаеле кој сум, ми ги знаеле моите позадини, не баре јас сум терористот Талат Џафери. Тоа им реков. И што правите, реков, вие? Јас сум еден обичен човек и му покажав пенкалото. Реков, дојдов вака со пенкалото. Јас не сум Талат Џафери, натре председател што го чувате и Али Ахмети, убиците на македонскиот народ. Јас сум, реков, македонец кој дојде од Австралија, јаве, немам ништо. Ама го прекраши законот. Во ред, ако го прекраши, реков, законот, може да ме судите, да ме тужите. Го викна еден со повисоки чинови, нели? И дај ми го рече пасошот, кога ми рече дај ми го пасошот, одма знаев што е работата, бидејќи во Македонија прашуваат дај ми лична карта, никој не бара пасош во Македонија. Тој беше уште еден показател за мене кога ми го побара пасошот. И кога дојде му викам пишува на пасошот кога влегов во Македонија, оти ако ти кажам јас ќе мислиш дека те лажам како и сега што мислиш дека те лажам. И провери, реков. Македонски пасош или австралски? Австралијанскиот пасош, да. И ми вели мене, ти си влегол со австралијански пасош, да, реков сум влегол со австралијански пасош. Ми вика, дај ми пријава од полицијата каде живееш. Реков, вие не сте арни, реков, во паметот. Јас реков да ти дадам тебе пријава, да се пријавам во полицијата, да ја пријавам куќата моја во село Оптичари, кај што сум роден, кај што сум растен и кај што сум уште сега. И за моето место на живење во Птичари, јас да ти дадам на тебе, реков, да одам в полиција да се пријавувам. Реков, вие се пријавувате секој ден в полиција? Родени сте тука, и јас сум роден тука. Е, која е разликата меѓу тебе и мене? Ама ти влезе со австралиски пасош. Па што ако влегов? Јас сум автохтон македонец, тука сум роден, растен. За ова рече сете мораме да те приведиме. Реков, знам, гледам, имате мускули, имате пентраци, имате пиштоли, можете да реков се да правите, приведете ме, реков, можете. После ме прашаја таму, се кај прашаја, не знам, меѓутоа слушнав на телефонот кога им рекоа не го приведувајте, меѓутоа строго опоменете го дека не смее да дојде до собранието. И така беше, така заврши таа приказна. Јас отидов од другата страна, кај Јана Бубинкова, и на микрофонот, веројатно тоа го слушнавте, и веќе тогаш постави и полициско безбедување и пред собранието. Јас им се обратив и на полицијата, реков, ај дојдете сега, реков, со тоа пентраците и тие мускулите, тепајте ме од оваа страна. Дојдете, реков, земете ми го пасошот. Дојдете, кажете ми што лошо јас направив, каков прекрашок направив. Зато не ме приведија, зашто им покажавте австралијски пасош, ке си има проблем со Министерство за надворешни на Австралија. Толку го покажете македонски пасош, колку немаше да им требне. Ке ме приведеја, ја така сметна. Но понатаму се случи тоа што се случи таа вечер. Ние очекувавме дека нема да имаат двотретинско мнозинство во Македонија да го менуваат уставот и името на Македонија дека ќе падне се до тоа во вода, но за жал ете начело со Елизабета Камчевска-Милевска, која беше 10 години министерска во владата на Никола Груевски, прва таја излезе да каже дека треба се менува уставот за подобар живот. Не баре ако го сменат името на Македонија и македонскиот народ, ќе почнат реките наместо вода да носат пари и да носат богатство. Тие сметам дека огромното мнозинство македонци и во републиката и во диаспората не се запознаени со уставните промени, бидејќи Тоа ќе морам да те прекинам. Тоа се кријаше како и сите договори што се направија, се кријаја од јавноста на Македонија, од македонскиот народ, од нас и селениците. Јас дури предпоставка една дадов, не знам дали прочита во Нова Македонија, енигмата на Преспанскиот договор. Зошто се кријаше Преспанскиот договор до последен момент, не се ни кажа на експертите, на оние што се луѓе што можат да го разберат. Исто така беше и со Бугарскиот договор. Ние историчарите, ако се сеќаваш, 26 се потпишавме
со писмо и му кажавме на предавниците на Зоран Заев и Зоран Заев дека членот 8, односно првен преамбулата на тој договор, кој се потпише на 1 август 2017 година, дека е многу штетен. Членот 8 од бугарскиот договор, македонскиот бугарски договор, ја бриши историјата на македонскиот народ. Не можеме ние како историчари да се сложиме со тоа. Отфрлете го тој договор. Членот 11 од тој договор се откажуваат од македонците од Пиринска Македонија. Отфрлете го тој договор. И потпишан е на бугарски јазик и македонскиот јазик спрема Уставот на Македонија. Таму треба да стои потписот дека е на бугарски јазик и македонски јазик. Земајќи сега во предвид, зошто ќе речеме, овие како што тераат сега, утре други ден официјален и конститутивен јазик ќе биде и албанскиот, што не е многу далеку дека ќе го донесат. Тоа до некаде веќе е, но ќе биде на еднакво ниво. Тогаш ќе биде значи и албанскиот јазик, а не македонскиот јазик само. И тоа го отфрле Зоран Заев. Значи се уште каде имам читано на неколку портали изјави од власта, на дали е новинари или политичари, кои изјавуваат дека крајот на македонизмот доаѓа и со тоа се гордеат. Значи ова е атак, напад врз македонизмот, односно се обидуваат да воспостават една граѓанска држава по концептот на Белгија и на Швајцарија, каде што евентуално ќе има кантони или ќе биде федерализација. И македонскиот народ ќе осведат, како што вие спомнавте порано, на племе без држава. Македонскиот народ не може, тие сакаат да направат споредба со Белгија, каде што има французи, холандјани, со Швајцарија има италијанци, германци и французи. Швајцарија е направена за да немаат кавги германците, французите и италијанците, инаку би воделе војни со години, како Франција и Германија 100 години, што никогаш не престанаа да војуваат. Македонија е сосема друга држава. Македонија, мнозинството на населението во Македонија се македонскиот народ. И сега тие се носители на државноста на Македонија, како што се французите во Франција. Германија постои заради германците, Грција заради Грција, Албанија постои заради албанците. Така е, но сепак сметам дека со бугарскиот договор, грчкиот договор и со албанскиот тиранската платформа, значи од тие три страни сакаат да наметнат и да оформат една држава која ќе се вика Северна Македонија, каде што двата конститутивни народи, значи сакаат тие да го истакнат албанскиот народ како конститутивен и автохтон народ тука, за војнина да појдат уште понатака и да кажат дека во Северна Македонија има два конститутивни народи и дека македонците се словени, всушност не се домородци, па албанците ќе тврдат дека се илири и дека ние сме дошле на нивна територија. Тоа е онај процес кој го туркаат со овие тирански платформи. Таа е налудничава една пропаганда во Република Македонија. Велам налудничава што и медиумите треба и новинарите се остават малку прстот на тука кај главата, затоа што нека им биде појдовна точка како се грижат албанците за својата држава Албанија, како се грижат за малцинствата во Република Македонија, во Србија, во Црнагора, па дури и сега најавуваат една пролет и во Грција, Чемерија. Како се грижат, например, Бугарија. Бугарија е прескокнува Македонија и успеа во уставот на Албанија да има бугарско малцинство во Албанија. Што тоа, која е таа порака? Таа порака кажува дека во Македонија нема македонци, туку дека се бугари. Но сепак тие си работа на своите зацртани цели, секоја нација си има своја идеологија и ние не можеме да им замериме нив, но на нашите кои нашата идеологија
и нација да, предаваат, ние се на нив, занимаваме со нив. Ние немаме што да им замериме на нив, меѓутоа ние треба се браниме од нив. Ние не се браниме, тоа е проблем. Да, ние треба да се браниме од нив и од нивната пропаганда. Исто така треба ние, наместо се откажиме од македонците, од Егејска Македонија со член 7 од Преспанскиот договор, ние треба да кажуваме јавно и да побараме јавно признавање на македонците во Грција, признавање на најосновните човекови права, на едно малцинство. За тоа да го бараме треба да имаме на нашата преговарачка страна патриоти, а ние имаме предавници. И не само предавници, сметам изроди, луѓе кои не се чувствуваат како македонци во срце. Но јас сметам дека најштетното нешто во се ова што се случува во Македонија е тој дел од уставот каде што се овозможува на Бугарија и на Грција да ги ревидира нашите учебници по историја за во Република Македонија и сметам дека тука еве читав пред некој ден имало прогрес, а за да има прогрес во тоа се разбира кој има попуштено. Видите, јас на тие интервју или дебатни емисии каде што секогаш имав по 20 или 30 противници, зборував и за тоа дека една историја два народи не можат да имаат. Тоа не е можно, ниту е познато во светот два посебни народи да имаат една историја. Тие прават некаква вештачка споредба со Германија и со Франција, како тие се помириле после 100 години војна или војување. Да, тие се помирија, меѓутоа се признаваат меѓу себе, дека едните се французи, другите се германци. И исто така тие оддаваат почит на паднатите што загинале во тие 100 години војни, така? Ние во Македонија не можеме да му оддадеме почит на паднатите во Карпалак, во 2001 година во Вејце. Најновите информации Закон за бранителите ние не можеме да не донесовме од 2001 година, а додека терористите се во собранието на Република Македонија. Пробаат да донесат, но овие од ДУИ 5000 амандмани го укочија парламентот со 5000 амандмани и не можеше да се протурка без двотретинско бадентерово мнозинство. Им дадоа право на албанското малцинство, како што знаете, со тоа бадентерово мнозинство, да блокира се од што е национален интерес. Исто така тука проблемот е пак во нас, што секогаш 17 години Али Ахмети е на власт. Ниту одговара за злосторства, ниту одговара за арамилук спрема лентите, слушнавме дека и тој е еден од арамиите. И другите. Па ниту еден од тој нема одговор. Нема ни еден од нив, значи е селективно. Сега Министерот за животна средина е овај што го затворе вентилот за вода на што го остави Куманово без вода еден месец. Командант Вентили. Да. Хазбилика што е? Да не ги набројувам. Тој беше командант на бригада. Хазбилика учествуваше во масакрот на Вејце. И сега Хазбилика 6 месеци нема одено на работа, а зема министерска плата. Од друга страна, Зоран Заев го убедува македонскиот народ за подобар живот. То нели е корупција? Јас се согласувам за се со вас, но да ве прашам, Ицо, како пред да продолжиме само да им посакам добре дојде на тие кои сега се вклучуваат во живо на радио Мак ФМ или оние кои не следат преку Facebook. Јас сум Даме Крцовски, вие сте со 103,3 Мак ФМ Перт. Тука сме со нашиот долгогодишен активист од Мелбурн, Ицо Најдовски Перин. И да продолжиме, Ицо, моето прашање до вас е каде е излезот? Дали сметате дека има излез или сметате дека ова битка е завршена и дека името ќе се промени, уставните промени ќе се протурка насила како што изгледа ќе биде? Па видите, многу тешко е да се прогнозира, меѓутоа јас како македонец верувам во македонскиот народ дека нема да дозволи да се самоукине, дека нема да дозволи да бидат без име и презиме и дека нема да дозволат и ние кои сме во иселеништвото да ги сносуваме истите проблеми што и тие ќе ги има, затоа што најверојатно Австралија одма ќе го преименува македонска заедница во Северно македонска заедница, како што
го прават тоа под притисок на грчката заедница и на секаде ние ќе бидеме преименувани затоа што со Преспанскиот договор сите институции на Република ќе бидат на Македонија ќе бидат на пример МАНУ ќе биде Академија на науките и уметностите на Северна Македонија. Македонската телевизија ќе биде телевизија на Северна Македонија, а додека албанскиот театар ќе остане албански театар, турскиот театар ќе остане турски. Македонски театар нема да може ни по Скопје да се придавката македонски и македонец е забрането со Преспанскиот договор. Ако тие го лажат македонскиот народ кој не го прочитал тој Сонцето од Кутлеш исто така се забранува, забранува да се вее во секаква употреба, јавна употреба се забранува. Се ревидираат исто така учебниците. Евзонимите и екзонимите исто тоа е многу важно да спомнам дека во нашите учебници ќе пишува дека Гоце Делчев е роден во Килкис. И кој знае, и кој ќе знае, додека не поминат една-две генерации од македонци, меѓутоа пак ќе има забуна. Ама и најновите информации говорат дека нашата страна прифатила да не стои во нашите учебници дека во 1913 година со Букурешкиот договор е поделена Македонија, бидејќи грчката страна кажувала Македонија не постоеше за да биде поделена во како држава. Значи оние сакаат да кажат беше ослободена Македонија со Букурешкиот договор. Затоа се менува и преамбулата на Уставот на Република Македонија. Инаку која би била потребата да се менува преамбулата? Од преамбулата се бриши Линденското востание, се бриши Асном, а штом тие две работи се бришат, значи Дори сметам и во поранешна Југославија немаше таков цензус врз македонската историја како што сега се спрема. Немаше. И тогаш имало малку во античката историја? Не, добро, во античката не беше навлезена, затоа имаме само една историчарка Тајнада пројава по за античка историја. Меѓутоа, за време на Југославија повеќе беа политички осуденици како Ченто, отколку историјата. Повеќе историјата беше насочена кон југословенизмот, отколку македонизмот. Точно така. Но сепак некој Но главнината беше многу јасна дека Илинденското востание беше на македонскиот народ, исто и јас се паметам и картата дека во целокупна Македонија, во Лерин, во Драма, во Кавала, во Серес, Неврокоп, секаде се кренало Илинденското востание. Но сепак имаше една дамка на историјата во Југославија каде што сите револуционери кои биле очигледно антисрпски настроени беа ставени на црвната страна на историјата. Како Тодор Александров, на пример, во поранешна Југославија Тодор Александров не беше во учебниците во позитивна смисла, а Гоце Делчев беше. Јас исто така израснав со тоа дека Тодор Александров бил бугарофил, не бил за Македонија, но сега излегува од другата страна дека бил промакедонски Тодор Александров исто колку што бил Гоце Делчев. Значи има и дел од нашата историја која што не беше толку јасна во времето на Југославија, но сега мислам ќе направат една каша попара од нашата историја што доколку Тодор Александров е носи опашката заради Ванчо Михајлов. За него знаеме дека бил антимакедонец. Меѓутоа Тодор е убиен од него. Но зошто би бил убиен од него? Тоа е прашањето. Сега зошто би бил? Ако бил на негова страна. Треба да навлеземе во тоа е посебна емисија, но јас за жал сметам дека доколку се протуркува и мислам дека кога ВМРО ДПМН веќе попушти, паѓа кула од карти поради разноразни закани од Запад и тие немаат сила да се спротивстават, како што гледам им дават пратеници колку што им требат. Значи во Македонија знаеме Социјалдемократски сојуз одамна е окупирана партија, Квишлинска партија, сега и ВМРО ДПМН исто така влегува во тој окупационен сојуз кој не ги слуша македонците, ги слуша странските нарачатели. И сега влегуваме во една ситуација каде што на наредните избори на кого таму го дават глас од македонците, кога нашите партии се оттуѓи од македонецот, не го слушаат гласот на македонецот. Ние ако стигнеме до следни избори, нас ќе нема во администрацијата на светот и во Македонија. Не треба, следните избори би биле сега, ако Уставот
остане истиот како што е, ако пропадне Преспанскиот договор, тогаш да, следни избори. Инаку не смее да има избори. Не може да се продолжи вака, затоа што ако се продолжи вака, имаме ние ќе бидеме уникатна, единствена и една држава и народ во светот кои ќе бидат запишани во сите светски документи дека се само укинавме. Дека си го сменивме сами името. И најжално од се ќе биде Дека сами си го сменивме името на сопственото име и името на сопствената држава. и за жал исто така на нашите деца кои ќе се школуваат во Република Македонија, исто како во времето во Грција што правеа една историја лажна ќе ги учат на школа, а дома ќе треба да му Еве во со шепотење ќе да, треба во да им преспанскиот- кажуваат родителите вистинската историја. Значи фактички во исто како окупирани да сме во својата земја. Договорот од Нивици, Преспанскиот договор, од точка број во член 7, точка број 2, пишува дека жителите на Северна Грција се жители на Грција и со култура еленска култура од древнина до денес. Што значи дека нашите македонци овде во Перт, ние што сме од другата страна на 1 километар од границата, од Негочани, и тие што се преку граница, немаме никакви врски. Јас ќе го посочам ајде овај пример со тој член 7 и точка 3. Никола Димитров, министерот, овој предавникот Никола Димитров, министер за надворешни работи, министер за предавање на македонскиот народ. Татко му негов е роден во Саботско. Жив е. Гробот на татко му е таму. Никола Димитров живееше во Холандија и од Холандија, односно роден е во Македонија, живееше во Холандија и се врате. Сега, спрема Преспанскиот договор, Никола Димитров треба се откажи од сопствениот татко. Оти тој има еленска култура. Спрема Преспанскиот договор, Татко му е со грчка култура од античко време до денес. А Никола Димитров не знам со каква култура ќе се дефинира. Тој нека каже самиот, еве јас сега сакам да го повикам да каже за јавноста, ако спрема членот 7, точка 3 од договорот во Нивици, Преспанскиот договор, што е татко му на Никола Димитров? Тој е роден во Егејска Македонија. Сега живее во Македонија, а Никола Димитров е роден во Македонија. Дали тие крвно се врзани, дали тие се со иста култура, дали се со исти јазик, иста традиција и исти обичаи. Спрема договорот не се. Спрема договорот не се. Еве јас тврдам јавно и пред сите кои ме гледаат и слушаат на Facebook, тврдам јавно дека со член 7 Никола Димитров се откажува од сопствениот родител. Истиот родител кој проколна, кој рече кој ќе потпиши да го смени името на Македонија, да му се исуши раката. Гледајте два настани, какви настани имаме, како да кажам, симптоматични. Едниот зборува така, а другиот потпишува поинаку. Спрема членот 7 се откажуваме ние од културата на македонците во егејскиот дел на Македонија, од јазикот македонски, традициите, обичаите, од се што е со нас поврзано како македонци. Значи целата работа е да нема македонски народ. Ние да бидеме една, она што тврдат Титова творевина, ние да бидеме, демек Тито направил народ македонски. Мајка ми е родена 1927 година. Да. Татко ми е роден 1931 година. И наједноставно е И сега да ги Тито- прашаме Тито- нивните баби, дедовци како се чувствувале, што биле родени во 19 век македонци. Еве јас си кажам. На тоа прашање сум го поставил на баба ми. Како се чувствуваше твојата баба, македонка? Значи зборуваме за луѓе родени во 1860-70 година. Во Македонија, целокупна Македонија, етничка Македонија, за нас не е тоа географски поим како што сакаат да кажат. Македонија е поврзана со етничкиот идентитет на македонскиот народ. Од македонскиот народ произлегува Македонија и од Македонија произлегува и македонскиот народ, како и насекаде во светот. Ние имаме Австралија, австралијски народ. Гледате вие Австралија за 200 години
направе нација, австралиска нација. Имате ли вие слушнато овде да речат the citizens of Australia? Не, велат the nation, the Australian nation, the Australian people. Зошто ние никогаш во Македонија на телевизија немаме слушнато ниту новинар, ниту политичар, ниту ваков, ниту таков да речи до македонскиот народ, туку до граѓаните. И кога ќе рече Рече македонскиот граѓаните. народ, ги набројуваат сите малцинства да не изостават, да навределе некој. А секој треба да се чувствува македонец кој е во Македонија без разлика на нивното етничко потекло. Нивното етничко потекло тие си го негуваат. Јас 1000 пати имам речено дека албанците имаат најмногу човекови права во Европа и во светот. Зборуваат албански дома, зборуваат, учат албански од прво одделение до универзитет. Имаат универзитети албански, имаат политички партии, имаат пратеници, имаат министри, имаат директори, имаат учители, имаат професори, имаат телевизии, имаат радија, имаат печатени медиуми. Што повеќе да имаат? Држава. Што повеќе да имаат? Нивните радикални структури кои го контролираат цело албанско малцинство нема да се откажат додека не направат федерација, евентуално отцепување, но имаме наивни луѓе во Република Македонија кои веруваат дека тие се... Јас сум првиот што би сакал со живот да имам. Значи, ние живееме во држава каде што има 235 етнички заедници така, се во Австралија. Значи, не може наш да не обвинува некој за национализам. Ние живееме во мултикултурна држава и со сите нации живееме мирно. Ние сакаме да има мир во Балканот, не сакаме да мразиме никого, но сакаме почит спрема нас да има. Во споредба со Австралија, ние сме македонци овде во ова студиото, така? Да. Меѓутоа во администрацијата, во пасошите нема македонци. Нема. Нема во пописот, не сме македонци со графа. На австралискиот пасош ни пишува Австралијанци, да. Пишува за мене пишува каде сум роден. Јас сум Да, пишува од и за Охридско мене, сум, во но роден Битола сум во пишува. јас сум роден во Струга иако сум од Мешаиште Охридско, но пишува во пасошот австралиски роден, значи birthplace Струга. Да. Nationality Australian. Не смее да пише друго ништо, пошто е пасош на Ама Австралија. тие На македонскиот тие пасош ми пишува тие македонец. прават една Австралија, многу етнички групи, една Австралија, Да. многу културни различности, еден народ. А оди тоа во Македонија не може да биде. Не им Нека одговара има. на многу лоби групи, центри на мојк не им одговара силна Научени се на Македонија. тендери, да земаат тендери и новинарите, и некои други научници, и некои политичари, и се богатат преку ноќ, затоа ние сме стигнати до овде. Затоа што една група на луѓе, мала група на луѓе, си играат со животот на македонскиот народ, а исто така се играат со историјата на македонскиот народ, исто така се играат со името на македонскиот народ, исто така се играат и со културата, традициите, обичаите. Значи, Македонија е донесена на работ на разнебитување. Не само како држава, туку Македонија е донесена на работ на разнебитување заедно со македонскиот народ. Да не постои македонски народ, ако ние, како во билјотот, ако се ги изфрлиш 4 кецови, на македонскиот народ 4 кецови се македонците во Грција, македонците во Бугарија, македонците во Албанија и во Србија. Тие се адутите на македонскиот народ. Ние не можеме да се откажуваме од нашите македонци во соседните држави, од нивните човекови права кои ги немаат. Туку, ако се сеќаваш, Зоран Заев велеше, не можат да бидат сите комши, наши соседи да бидат криви. Ние сме виновници. Зошто сме ние виновници? Ние не држиме некоја туѓа територија. Ние не имаме окупирано туѓи територии. Од нас окупирале. Ние сме окупирани и од Грција, и од Бугарија, и дел од Србија, и дел од Македонија, и во Албанија. Ние сме тие што страдаме, а не е обратно. Но, ете го донесува, како што констатиравме, го донесува, ни прави тоа што ни прави. Но, јас сметам дека ќе му дојде крајот овие недели или овие 2-3 месеци и дека сепак ќе се свестат и оние пратеници кои застана на негова страна, иако сега тие манипулираат дека ќе се зголемел бројот од 80 на 85-6, јас сметам дека тој број ќе се намали.
Јас се надевам дека сте во право. Лично јас не сум ни оптимиста, ни песимиста, но сум реалиста. Ако гледаме реално, премногу е вложено за сето ова да се случи и нема да се откажат додека не ја завршат целта. И кога ќе кажам нема да се откажа, не зборувам за Зоран Заев и неговата квислинска влада, него за тие кои стојат позади него, кои знаеме кои се. Злосторничка, ти речеш, злосторничка влада да разбери македонскиот народ. Да, но сепак тие кои ги спонзорираат нема да се откажат од ова и сметам дека ќе го протуркат, не бидејќи сакам да звучам песимист, бидејќи гледам дека и овие групи неколку во Република Македонија кои се обидуваат нешто да направат, меѓу себе се напаѓаат сега, блокирам, бойкотирам, еден меѓу друг си ги ваѓаат очите кој говорел на бина, кој не говорел на бина, државата пропаѓа. Што е вашиот став околу тоа? Дали сметате дека овие групиве кои протестираат во Република Македонија против промена на името, немаат јавна поддршка од ВМРО ДПМН, ниту некоја голема партија друга? Дали сметате дека има некој надеж во нив, како што се да речеме Јанко Бачев, Тодор Петров или Петровски, Палчо, Сулца Грчева, тука е Димитар Апасиев од Левица, но тој гледам не протестира, тој само на Facebook се држи, на ТВ дуели, но не е вклучен во сето ова. Доколку сите тие беа обединети, можеби би можеле нешто да издействува, но како што гледаме, и тие се разделија или му инфилтрираа луѓе за да ги раскараат. Што сметате вие се случува? Јас првен ќе се вратам на прашањето за македонскиот народ во Втората светска војна, дека рече ти си реалиста, јас сум оптимист и верувам дека ќе го зачуваме нашето. Сметате нема да се смени името? Сметам дека нема да се смени името. Се надевам сте во право. Овој пример сакам да го кажам што рече лордот Овен 91 година. Тој рече кога Македонија стана независна дека копилето кое го погребавме 1913 година со Букурешкиот договор не умрело. Значи лордот Овен од Британија, од Англија не нарече нас копиле и тоа копиле што било погребано 13 година со Букурешкиот договор не умрело. Во Втората светска војна македонците му избегаја од плановите нивни на геополитичките стратегии на големите сили. Се формира Република Македонија, на прагот беше да се ослободи и егејскиот дел на Македонија, затоа имаше војна 3 години од 46 до 49 година. Затоа се употребија и првите напалм бомби од страна на Америка и на Британија. Затоа се ги гореа живи македонците на Грамос и Вичо и по селата и на другите места, само за да се уништи тоа и да се спроведи нивниот план за нивните геостратешки цели во тоа време. Меѓутоа сепак се формира Република Македонија во рамките на Југославија и овој пат ќе им избегаме на нив. И овој пат ќе им избегаме од планот, затоа што македонскиот народ нема да дозволи да се самоукини. Добро, значи за да дојдеме до тоа да не дозволи да се самоукини, дали сметате има сила во отпорот кој се разединува? Јас сметам дека и ВМРО ДПМН ќе излезе да демонстрира. Тоа тие го најавуваат, но сепак во први редови пишуваат дека ќе демонстрираат за некои други маргинални проблеми, потоа велат и за името ќе демонстрираме. Јас мислам дека ова веќе демонстрациите нема некој голем ефект. Гледаме за 2 години се демонстратира. Да, тоа времето на резолуциите е поминато, во право си. Сега ако не се соединиме, јас сметам дека ќе се соединиме, дека ќе ни дојде паметот и тие групи што ги спомна и ВМРО ДПМН сите заедно ќе направат еден фронт, опозицијски фронт, кој ќе почне да блокира улици, да блокира институции, граѓанска непослушност или civil disobedience, нели на. Доколку тоа се случи, доколку ВМРО ДПМН јавно го поддржи тоа, сметам дека огромното мнозинство македонци ќе застанат позади Христијан Мицкоски. Еве јас на пример би го поддржал. Но сметам дека сите ќе го поддржиме, сите ќе подкрепиме. Но за жал моментално раководството на ВМРО ДПМН има фрлено дамка врз сиот процес. Добро, затоа ние и преку оваа радиопрограма ние вршиме притисок
затоа што го кажуваме нивното седење на два стола. А за СДСМ веќе нема што да Не зборуваме. можеме да зборуваме. Тие се за одамна нив. продадени. Да, не можеме, често пати имаме недоразбирање со македонската заедница овде во Австралија. Зошто на радијата не ги напаѓаме СДСМ? Ние нема што Совршено приказно. нема што да ние зборуваме сега за она што Тие може се продале да. одамна. Овие од ВМРО се уште Што се мо- мислат, не знаат која страна да ја завзема. Види, како институција, како партија ВМРО ДПМН има народ. Да. И тие можат заедно со другите помали партии и здруженија кои ние ги помагаме на некој начин од иселеништвото, можат да го спречат пропаѓањето на Македонија и именувањето на Уставот на Република Македонија. Вие замислете да има 100.000 македонци само да седат пред собранието, да не повикаат и нас од диаспората, од иселеништвото да им помогнеме и ние да отидеме таму. Не треба ништо повеќе, само да седиме пред собрание, па полицијата не ќе може да не трга за ноце, да не трга за раце, не ќе може да не влечкаат по улици. Видовте сега пред една недела во Бугарија. Излегоа на автопатите, ги блокираја и со коли, имаше таму околу 3-4 илјади коли на автопатот и не можат сите коли да ги тргнат од автопатите. Народот излегоа по автопатот, одеа пешки, ги видовте. Да. И не можеа да ги спречат. Одат луѓето по патот и не можат да ги газат колите. Го спречија сообраќајот, ја спречија секаде да функционира Бугарија и бараат подобар живот. И ова е уште една порака дека во Европската унија е Бугарија, меѓутоа бугарите бараат од Бојко Борисов бараат подобар живот. Ако е во Европската унија, ако течи мед и млеко, ако е толку многу убаво, зошто демонстрираат бугарите сега? Нека се свестат политичарите во Македонија. Стандардот во Бугарија е исти како Македонија. Нема Исто никоја крадат, затоа. Народот се сиромашни и тие со Бојко Борисов крадат и со Зоран Заев крадат. Истите се тендерите. Истото го прават. И со години го крадат од македонскиот народ и тие уште веруваат во политичките партии, наместо да веруваат во државата и државните институции. Промените во институциите доаѓаат од овде, од главата. Ако човекот кој е во институцијата не го смени менталитетот на работење, на раководење, нема промени да има во Македонија. Не Европска унија, не НАТО, и свети НАТО нека биди, и Света унија нека биди, нема да има промени. Во Европска унија и да го сменат името нема да влезат барем 10-15 години. Со Преспанскиот договор и со договорот со бугарскиот договор нема Европска унија. Затоа што Бугарија не признава македонски народ и македонски јазик. Додека не го сменат и македонскиот јазик да не постои во Уставот на Република Македонија, нема влегување во Европската унија. А пак со Преспанскиот договор, додека Бугарија, односно Грција, не ја окупира Македонија целосно, со исклучок нема да влези војската и полицијата. Во сите институции ќе навлезат грчки експерти. На секаде ќе ни кажат што треба да правиме. Ќе не натараат да ги менуваме имињата на спомениците, имињата на градовите ќе ги сменат тие во Грција. Ќе ги сменат историјата ќе ни ја сменат, културата ќе ни ја сменат, химната ќе ни ја сменат. А ако вели сега Зоран Заев дека химната нема да се смени. Химната е наред. Ќе се смени и химната. Обавезно. И химната ќе се смени. Кај што постои збор Македонија, се ќе се смени. Нема да има збор Македонија. Ова е само прва етапа. Некој смета дека е завршетокот. Не, Прва етапа почнува ова. Првиот чекор е од темната страна, од пропаѓањето, односно од не сакам да употребувам лоши зборови. Затоа види, пред да завршиме веќе 70 минути одиме во етер, за жал ке мора Да привршиме. да привршиме, но јас само сакам да напоменам уште нешто зошто сметам дека ќе се протурка овој договор. Бидејќи разочаран сум од чекорите кои ВМРО ДПМН ги превзема последниве неколку месеци, но оставам малку надеж дека раководството на ВМРО ДПМН ќе се освести и ќе собере храброст. Знаат дека не може да му удоволиш на странските дипломати кои туркаат агенда која Заев ја спроведува и не можеш да го задоволиш мнозинството македонски народ во исто време.
кој очигледно го бойкотира референдумот. Тие играат во средина, веќе една цела година, мора да сватат време е да одберат дали се со македонскиот народ или се со квислинците на Заев и СДС. Предавниците. Значи, доколку Христијан Мицкоски како лидер на ВМРО ДПМН собере храброст да му се спротивстави на овој договор, може да се спречи и то многу лесно. Но јас се уште не гледам дека тоа ВМРО ќе го направи. Да се надевам дека ќе грешам, доколку ВМРО го направи, Христијан Мицкоски ќе биде херој. Доколку не го направи, ВМРО ДПМН ќе заврши на буништето со СДС и на следните избори ќе дојдат нови промакедонски сили. И тогаш ќе заврши на буништето и Македонија. Но веќе ќе биде крај за Македонија како што ја знаеме. Да, ќе дојде до самоуништување на Македонија, ќе биде Северна Македонија, ние ќе бидеме граѓани или ние ќе бидеме зомби, ако сакаш и така да се наречеме, ќе бидеме зомби, што не ќе знаеме дека сме македонски народ со македонски јазик, култура, традиција, обичаи. Ние значи ќе бидеме единствениот народ во светот. Сметам дека свесни се во ВМРО ДПМН, дека ќе ги превземат и тие првите чекори и пораката наша преку нас овде, преку радиостаницата и од сите македонци кои размислуваат како нас, не велам јас сите, Повеќето сметам дека се согласуваме. но ние кои го држиме овој став наш во одбрана на македонскиот народ и Македонија, поништување на Преспанскиот договор, поништување на Тиранската платформа, поништување на Бугарскиот договор и воспоставување една јасна цел на македонскиот народ дека нема менување на уставот, нема менување на името. Затоа што не носи подобра иднина ако се смени името. Името нема да изгради фабрики, името нема да донеси пченица, пченка, ако се смени името. Името нема да донеси туристи, ако е Северна Македонија, нема да има милиони туристи во Македонија. Нема да има нови комбајни, или нема да има нови трактори, или нема да има нови нешто, ако се смени името. Се ќе остани исто, само нас ќе не нема. Во администрација, тие ќе речат, уште ова сакам да додадам, велат идентитетот не се менува. Ние како сме останале македонци за време на турското робство, порано, па покасно за време на Југославија, или како сега има македонци во Грција. Во Грција нема македонци во администрација. Има, постојат, се движат, како ние што се движиме во Австралија. Меѓутоа, во највисоките, во администрацијата на Грција нема македонци. Во администрација на Бугарија нема македонци. Има во Грција, но тие имаат грчко национално Тоа е чувство. друго, тоа е друго. Нема македонци со македонско национално чувство и обележја. Значи, во тоа е она што ние треба да го зачуваме и нормално дека има надеж, председателот Ѓорѓе Иванов, дека се уште има време, јас сакам да апелирам и до председателот дека писмо треба барање, треба побара во Обединетите нации. Македонија да се стави на дневен ред и признавањето да се случи под името Република Македонија. Да ги игнорира овие неважечки договори, бидејќи немаат подпис од него, не се ратификувани од него, не се во службен весник договорите не се излезени и Тиранската платформа не е во службен весник објавена да биде валидна и Бугарскиот договор не е во службен весник на Македонија објавен, ниту Преспанскиот договор. Председателот Ѓорѓе Иванов има право и поддршка од македонскиот народ да го напиши тоа писмо со барање во Обединетите нации ние да бидеме признати под уставното име на Република Македонија, како што беше поддадена и првата апликација 1992 или 3 година беше. Обединетите нации ќе го поминат тоа затоа што имаме 143 држави кои нас не почитуваат и признаваат како македонци и како Македонија. Сигурно дека ќе има просто мнозинство од 50% плюс 1. И тоа е огромната надеж, а со тој потек веројатно му се спрема и бркање на председателот Иванов, ако имаат овие 80 сега пратеници, можат да подготват импичмент, нели бркање.
И тоа е една опасна работа, но јас некогаш сакам да видам, досега немам видено и слушнато, ниту еден политичар да речи македонски народе, мој македонски народе. Јас имам голем, како што рекол Арсенije, поглаварот на Охридската архиепископија, кој му рекол на верниците, јас мора да одам во Турција, нека кажат дека имаат притисок од американци, од британци, од бугари, од грци, од дома, дека нека речи Христијан Мицкоски, нека речи. Јас имам притисок, јас си дам оставка. Нека си дај некој пратеник оставка, нека речи јас имам притисок, еве, Камческа, нека каже дека има притисок голем и дека натераа со сила да гласа. Муковски. Како Муковски сега, тој што ги отвораше вратите во собранието, сега го продава македонскиот народ. Но сепак времето е кратко, ако гледаме 25 ноември, недела е денес, а вие сметате цела процедура ќе се протурка до јануар. Некој смета дури пред нова година. Значи имаме еден месец каде што може да се превземе акција и сите се согласуваме. Да, меѓутоа не можат да поминат преку председателот на Република Македонија. Во овој случај ни е потребен председателот Иванов, лидерот на ВМРО Мицкоски и барем неколку од овие пребегани пратеници кои можат да го спречат овој процес. Сите опозицијски партии треба да се обединат покрај ВМРО ДПМН, заедно со ВМРО ДПМН и да има граѓанска непослушност, а председателот Иванов да го поднеси писмото до Обединетите нации. Тогаш сметам дека и верувам дека ние ќе бидеме успешни. И дел од овие пратеници, јас знам и сметам дека ќе го сменат своето мислење околу промената на уставот, бидејќи немаат тие мандат да го менуваат она. Не само што немаат мандат, а референдумот катастрофално заврши. Ги порази, тоа го нема во свет. Македонскиот народ ги порази катастрофално. Никаде во светот нема референдум, дали тоа бил референдум или консултативен референдум. На ваков резултат, како сака нека биде. Следниот месец да туркаш на сила нешто што 2/3 од народот и да напоменеме 2/3 од народот во Република Македонија го одбина. Ако гледаме само на етничките македонци, околу 80% се против во Република Македонија. Значи не е и тоа вистина кога некоја Австралија ќе каже дека во Македонија не им било гајле. Да, име е гајле. 80% од етничките македонци се против овој договор. Ако прашањето на референдумот беше јасно, дали сте за промена на името на Македонија, 100% од македонците ќе беа против. Никој не сака да си го смени името. Не, има неколку. Добро, има неколку што се, меѓутоа тие нека се 1%, нека се 5%, нека се 10%. Меѓутоа и тие нека се 10%. И толку се во суштина. Ако беа 16-17% излезеност до 5 часот на 30 септември, тоа значи дека околу 10% беа од етничките групи, од малцинствата излезеноста и околу 7% тие беа подкрепителите на Заев. Па и сега или вработените во администрацијата. Кои со уцена се натерани да гласат. Апсолутно, да. И по такви околности ова што го читам во медиумите се препоставува дека од 600.000 можеби 300.000 се македонци само од тие што излегува. Мнозинство, мисла, половината се скоро албанци и некои други малцинства. Да, дали излегува физички да гласат, тоа е неможно затоа што имаше полнење кутии. Затоа што би било математички, како што кажаа луѓето што се повеќе упатени од мене, тоа би дошло од 5 до 7 часот да излегуваат да гласат на секој 3 секунди или 4 секунди еден гласач. Тоа е физички невозможно. Во Сара имаше 96%. Да, и во Рачиново некаде. Во Рачиново и кај командантот Вентили. Тие се упоришта на СДС моментално, во Рачиново градоначалник има на СДС. Мислам дека злоупотребен е ниту градоначалник има СДС во Рачиново, па ниту има нешто официјално има, но знаеме кој стои позади тоа. Тоа е само една голема измама на македонскиот народ, едно општество за сите и не гледаме ние дека не е едно општество, туку е поделено општество,
какво е едно општество. И за жал не само што го поделија врз етнички основи, него го поделија Го македонскиот народ. зајакна, го зацврста. Зошто првиот состанок на Зоран Заев не беше во Австралија, туку беше во Швајцарија? Да. Зошто не дојдека и македонците, туку дека и албанците? Јас немам ништо Јас против знам. албанците, меѓутоа што бараше таму? Што мајка бараше? Мајка му е во Муртир. Па има видео на YouTube што им ветуваше. Тоа беше Добро, пред знаеме изборите. ние, затоа викам јас ниту има СДСМ нешто, па ниту и овај Муки што го викаат, како се вика, пратеникот што е заменик председател. Да. Мухамед Зекири. Зекири, да. Па тој е заменик председател на СДС. На СДС. Па тој им носеше Него 50.000 гласови. уво го боли за СДСМ и за Македонија. Ние знаеме каков новинар беше. Тој одигра играта. Апсолутно. Ние знаеме кои се игрите што ги прават тие што се околу Зоран Заев. Меѓутоа, мене ми е криво слепилото негово, што е толку слеп, што мисли неговиот неуспех дека е голем успех за македонскиот народ и за Македонија. И затоа на крајот ќе завршиме, тоа е макијавелска влада. Се поставува човек што прави, руши се, меѓутоа тој во неговата глава верува дека тоа е апсолутен успех. И во сето тоа најжално од се е што македонците ги поделија меѓу себе врз основа на која политичка партија поддржуваат. Тоа ќе биде, мислам, најтешкото нешто за да се од кое што ќе треба да се опоравиме во следните години без разлика што ќе се случи, бидејќи има браќа, роднини кои не зборуваат со меѓу себе во Македонија, па и во диаспората, поради тоа што еден бил за СДС, друг бил за ВМРО. Па добро и сега што не слушаат преку оваа македонска радио програма и преку социјалните мрежи, Фејсбукот, исто ќе бидат незадоволни оние кои подкрепуваат Зоран Заев, но меѓутоа ќе бидат незадоволни и од ВМРО ДПМН нешто ги критикуваме, дека треба да излезат во одбрана на македонскиот народ. Јас критикувам секој што не работи во интерес на македонизмот. Да, македонскиот национален интерес е пред се. Ако е пред се, тогаш треба да излезат. Јас за СДСМ и за Зоран Заев имам кажано премногу во минатите години и зошто не ги поддржувам. Добро, го кажавме тоа. Го кажавме тоа. Значи уште еднаш да ги За повикаме. ВМРО ги повикуваме, имаат шанса. Имаат шанса. Нивната шанса е нашата шанса. Македонскиот народ е ВМРО ДПМН е македонскиот народ. Ако македонскиот народ излези со сите други групи, оние што ги наброја претходно, успехот ќе биде тука и дека ќе му ставиме крај на владеењето, фашизоидно владење на Зоран Заев и неговото бескрупулозно лажење. Еднаш ќе зини 5 лаги ќе тргни, не 3 лаги, туку 5 лаги. Со еден збор 5 пати ќе те излажи. Ама тој самиот се демантира со Вајле што ќе каже Ич по не може плане дали ќе се каже. демантира или не, човекот низ устата му течи мед кога кажува каков живот ќе има македонците, какви плата, колку плати високи, чист воздух ќе имаат, Скопје не може да се диши. Овај Петар Шилегов го пријаве Скопје за награда за чист Најчист град во светот. А тие се шести најзагаден град во светот, Скопје. Добро, благодариме Ицо Најдовски што бевте гостин во 103,3 МАК ФМ, македонско радио во Перт, Западна Австралија, кој воено мислам дека единственото македонско радио надвор од Република Македонија која покрива територија на една цела метропола. И тука имаме ние десетици илјади слушатели во Перт. За оние кои не беа во можност да го следат ова јавно дебатирање, интервју, како сакаш, ќе има прилика, снимено е и ќе го ставиме на реприза неколку пати кроз неделата. Благодариме до сите кои не следеа на Facebook. Ицо, некои завршни зборови? Да, сакам да ви се заблагодарам што бев гостин на оваа македонска радио програма, убава македонска радио програма. Да ги поздравам слушателите на програмата, исто и вие кои не следевте на Facebook, поздрав од нас од Перт, кој од Мелбурн е некаде 4000 километри, но сепак многу сме блиски и заедно. И на крајот уште еднаш мојата силна верба во македонскиот народ, верувам дека сите
опозицијски сили во Република Македонија, нема да ги набројувам, меѓутоа опозицијски сили против заевизмот, дека ќе му стават крај за овие 2 месеци. Сметам исто така дека иселениците од Америка, Канада, Европа и од Австралија ќе направат уште еден напор за заедничко действување да се струши ова невлада на Зоран Заев, како што рече ти, на квинслишка влада, предавничка влада, злосторничка влада, и дека ако тој не е свесен за македонизмот и за Македонија, сметам дека овие опозицијски сили ќе го научат да биде свесен, да го тргнат од власта, да се тргне тој човек, затоа што ќе му успее дефиницијата на лордот Овен: копилето што го погребавме 13-та година не е умрено. Копилето нема никогаш да умре. Благодариме за вашето присуство, Ицо. Благодарност на сите наши слушатели и гледачи во изминативе скоро 90 минути. До видување или до слушање до следниот пат. Двајцата сме доста активни по социјалните мрежи, па ќе бидеме во контакт повторно. Ви благодарам. Благодариме, пријатно довидување.